Без свиркање, без караници и надвикување од собраниската говорница. Пратениците сложно окренаа рака и го изгласаа законот за финансирање на политичките партии. 3,5 милиони евра, или 0,10 од буџетските пари, што им беа скратени на партиите за време на вонредната состојба. Сега, без да се обвинуваат меѓусебно и да ја префрлаат вината едни кон други, како вообичаено, со потребниот кворум го донесоа законот и до крај на месецов милионска сума ќе им легне на сметките. Овие измени ќе важат само за ова и за 2021 година. Всушност, законот претходно им дозволуваше не 0,10, туку 0,15% буџетски пари. Но поради кризата од пандемијата летово ова изменето и со уредба со сила на закон. Сепак беа предвидени само 0,4%. Во превод тоа значи дека законот им дал 5,2 милиони евра. Уредбата им ги намалила на 1,1 милиони евра. И сега се прават обиди за да се дојде до 3,5 милиони евра. Или хронолошки, ваквите дебати се отвори уште во март месец, кога беше прогласена вонредна состојба поради корона пандемија. СДСМ декларативно се откажа. Од опозицијата ВМРО ДПМН рекоа дека кога пратениците би се откажале од платите, кои ги земаат, а не работат, тогаш и тие ќе се откажат од парите. Пониза Facebook статуси и меѓусебни обвинувања. Сепак на крај министерката Рената Дескоска пресече и со уредба владата го прифати нејзиниот предлог. Само 0,04% од буџетот на државата да отиде во партиските каси. Тоа значеше дека колачот од 320 милиони денари се намали на 71 милиони и 500 илјади денари. Уредбата се донесе на 19 јуни. А парите, односно 1,1 милиони евра на сметките легнале 3 дена подоцна. Тасева, председателка на Transparency International, вели дека ваквите суми се превисоки и дека јавноста не била доволно информирана за експресното носење на законот. Очигледно дека не се обезбедени доволно јавност и дебата во врска со тој закон, туку, можеби сакале да го донесат без да има повеќе коментари, па сега ќе го коментираме откако е донесен. Партиите го најдоа начинот како да се обезбедат финансирање од буџетот, без за тоа посебно да водат грижа за тоа како ќе даваат отчет или одговор за тоа како се трошат тие пари. Тоа се многу големи пари кои што партиите ги добиваат на основа на закон, а зашто плаќаме сите ние граѓаните. Предлагач на измените на законот со Министерството за правда, а документите до собрание стасале со подпис од премиерот Заев, министерот Маричик и неговиот заменик Агим Нухију. Под превезот на тоа дека се даваат помалку пари за партиите отколку други години. Оваа ставка е насловена како трансфер до невладините организации покрај тоа што станува збор за политички партии.